Сега се вратам на Венко Филипче. Има 5 прашања кои што му ги поставам, ти ги поставам тука и кај вас од Беровци вечерва. Првото прашање е: каква е неговата улога во случајот со модуларната болница во Тетово кога 14 луѓе живи изгореа? И дали него гризе совест за таа работа? Второто прашање е: колкава е провизијата која што ја доби од фирмата за трговија со Јужна овошје наречена Стабри, регистрирана ни помалци ни повеќе во Хонг Конг, за вакцините против корона кои што никогаш не стигнаа во Македонија, па македонските граѓани мораше да додат во Врања да чекаат ред да се вакцинираат. Вакцини не стигнаа, ама провизијата стигна. Третото прашање е: каква е неговата улога во приватизацијата на стерилизацијата во здравствените установи во Македонија, која што случајно или не ја добија на албанска фирма, која што има исти таков скандал во Албанија. Четвртото прашање е: каква е неговата улога во притисокот на собственикот на една голема приватна болница во Македонија, истата да ја продаде на албанскиот бизнисмен Клодијан Алабеу. И петото прашање е: каква е неговата поврзаност со семејството Пановски, собственици на веледрогеријата Пановски, кои што се главни протагонисти во аферата онкологија, каде што терапија не им била давана на болни од рак, за да се полнат приватни джебови. Еве, за почеток нека одговори на овие 5 прашања, па продолжиме да водиме кампања. Знам дека некој ќе рече дека ова е морбидно, дека е црно, но ова се опашките кои што ги влече позади него, а затоа што реши да се врати во политика, јас е фер да ги поставам овие прашања. Како што е фер и да прашам дали него гриза совеста, што додека во 2020 и 2021 година водеше лична себе промоција и личен пиар, Македонија по црни статистики е на неславното 5-то место во светот по број на починати од корона. Повторувам, Македонија е на 5-то место по број на починати од корона во цел свет. Дали него гризе ни малце совеста за оваа работа? Затоа, поштувани пријатели, потребно е да имаме масовна голема референдумска излезност, за да ставиме крај на овие типови и да ставиме крај на манипулацијата со Македонија. И последно кое што сакам да го кажам: мора да ги гледаме на вистината во очи. Вистината во моментов изгледа вака: премиер на држава Талат Џафери, председател на држава изгубениот и во заминување Стево Пендаровски, министер за надворешни Бујар Османи, министер за финансии Фатмир Бесими, министер за економија Крешник Бектеши. Од првите 5 позиции во државата, 4 се на ДУИ. Повторувам, од првите 5 позиции во државата, 4 се на ДУИ. И помал проблем е што се на ДУИ. Многу поголем проблем е за што ги користат. Ги користат исклучиво за удирање во темелите на македонската држава и за поништување на македонската држава таква каква што ја знаеме и каква што ја сонуваа нашите предци кои што ја создаваа. И затоа не е доволно на избориве само да победиме. Мора да победиме со најголема можна разлика, за да ги направиме промените во владата, за двете политички структури во владата да си одат во опозиција, и СДСМ да оди во опозиција, и ДУИ да оди во опозиција, оние кои што правеле криминал да одговараат, криминалците во затвор, честните луѓе да работат, да се развива економијата, да се развива земјоделието, да носиме странски инвестиции, да помагаме на домашните, младите да добиваат шанса и заеднички да ја градиме Македонија.